Подмолје Струга Ќафаса, 20 км, 21 км е тој патен правец. Исто така регионален пат кој што не поврзува со соседна земја. И тој десетици години не беше рехабилитиран. Се сеќавате, имаше видеа за подсмев од страна на граѓаните кои што бараа тоа да се направи. Еве го рехабилитиравме и тој патен правец пред само 2 месеци го пуштивме во комплетно во сообраќај, но и дополнително кон Бугарија, Крива Паланка ДВБР, проширување на трета лента и рехабилитација, тој е готов, за неколку недели ќе биде пуштен во сообраќај. Работиме и на рехабилитација на Скопје Блаце, значи кон 5 гранични премини со 5 држави работиме во Скопје Блаце. Навистина изгледа тажно кога ќе ја преминете границата, одите на кај Косово, кога ќе возите по убав пат, гледате што се направило тамо, а кај нас со децени Блаце црна точка. Па тој модел кој што таму го применија нашите соседи пред десетина години, ние сега работиме со примена на сличен таков модел или истиот модел со компанијата Бехтел и ЕНКА во процедурата на проектирање и градба. И тоа е разликата која што треба да ја видат граѓаните. Дали треба да работиме по тој модел и тој принцип во кој што прв пат влезе државата, или треба да продолжиме со проектирање на една траса од 5 или 10 или 30 километри, кој што се работи неколку години, по обезбедување финансиски средства неколку години, па избор на изведувач неколку години, па изградба уште дополнително неколку години. Како напредуваат работите на Блаце? Кое што треба да го избегнеме. На Блаце како напредуваат работите? Значи, таму имаме добар прогрес на работите на првата фаза, а се распише и тендерот и за втората делница, која што е многу комплексна и исто така по многу тежок терен. И од тој аспект можам да потенцирам дека и регионалниот пат кој што во моментот го користиме, знаете, е под рехабилитација и тој ќе биде наскоро завршен, така што целокупната инфраструктура и на оваа делница на Скопје Блаце ќе биде обновена нормално со процедурите кои што ги пропишува Европската банка, бидејќи на втората делница работиме по процедура на Европска банка. Таму по нивните правила распишуваме тендер, по нивните правила избираме изведувач и по нивните правила ќе градиме до конечна реализација.